Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Јасно и гласно. Стоп за полициска бруталност, студентски демонстрации, шарена револуција. Години подоцна дали и колку се исполнија очекувањата на граѓаните кои чекореа по македонските улици и бараа промени. Со нас во оваа епизода се луѓе кои директно беа вклучени во граѓанските движења од тој период и со нив разговараме и за тоа зошто денеска протестите се поретки, но и за тоа дали очекуваат да се појави нешто ново што ќе ги придвижи граѓаните да се борат против проблемите во општеството. Дискутираме со Ирена Стериовска, театарска режисерка, Александар Донев, експерт за одржлив туризам и Боријан Ѓузелов, политиколог. Ви благодарам на сите за прифатената покана да учествувате во оваа дискусија. Ирена, би почнал со вас. Април, мај, јуни, баш овие месеци пред 5 години се одвиваше шарената револуција. Најголемото протестно движење од независноста на Македонија. Еве денес, 5 години подоцна, какви се вашите впечатоци? Се потроши ли револуцијата на некој начин? Значи, генерално оно што цело време се обидувам да го објаснам во однос на шарена револуција е тоа дека шарена револуција се случи во моментум. Значи, тоа беше склоп од околности кои што на некој начин допринесоа да се случи едно такво граѓанско движење, кое што меѓу другото беше поддржано од многу и меѓународни фактори и масовно од граѓаните, заради тоа што шарена револуција се случи како резултат на немање на основна елементарна комуникација помеѓу граѓаните и се што значи институција. Значи, сега колку и да се работите, ајде да речеме, не на место, лоши, од кадровски решенија до коруптивни скандали и така натаму, значи, сепак чувството на немоќ во комуникацијата помеѓу граѓани и институција не е толку силно и толку изразено колку што беше тогаш, бидејќи сега колку толку ние имаме некаква елементарна комуникација, некаква елементарна не знам, поправање на грешки, колку и мене можеби не ми се ни допаѓа тоа што е толку реактивна владата, значи на јавноста, меѓутоа сепак на некој начин сведочи за една поинаква, понасочна комуникација меѓу граѓани и институција. Тогаш немавме ние и затоа моравме да, не знам, да гушкаме ГТЦ, да боиме, значи затоа што моравме да најдеме, за да не онемеме комплетно, моравме да најдеме форми ние да комуницираме со институциите во таа смисла. Така што мислам дека не ни може да се очекува една континуирана, постојана состојба на предпротестно или протестно организирање на граѓаните. Затоа мислам дека не е ни реално да се очекува тоа и мислам дека компарацијата тој период и овој период не е толку легитимна затоа што констелацијата на работите е сасвим поинаква и реално постои одредено потрошња на енергија што се вели после едно такво движење кое што треба да се случи, да се замешаат многу контексти за повторно да може да се почувствуваат граѓаните такви спремни за да направат едно такво големо движење. Само едно кратко подпрашање овде, Ирина, последен пат знам кога се видовме и кога снимавме некои изјави за Радио МОВ, се уште ти стигаа казни од шарената револуција. Што се случува еве со тоа? Знам дека сега баш кога беше 5 годишнината се актуализираше дека уште се водат судски процеси против мене на 5 годишнина Сабајлето ми задзвонија на врата и ми дадоа уште 5-6 казни. Значи веќе сум јас преку 10 казни. Тоа е нешто што мислам дека оваа влада требаше да го реши. Мислам, ние можеме коректно си ги плаќам казните како и секој граѓанин во суштина, меѓутоа не е проблем јас дали ги плаќам казните. Проблемот е дека не смее да се дозволи луѓето кои што протестирале во шарена револуција да треба да плаќаат за тоа. Тоа е демотивирачки. Ние шарена револуција треба да ја искористиме како аргумент дека граѓанските движења успеваат. Не дека треба да плаќаме за нешто, не дека сме грешеле нешто. Сакам да кажам дека мислам дека символички е погрешно тоа, независно дали, не знам, мене ми вадат од плата толку и толку или не.
Александар, од протестите против претходната власт, па преку директорска фотелја, до првиот отказ по доаѓањето на новата влада. Вие бевте еден од примерите на граѓанските активисти кои од внатре требаше да го менува начинот на кој што функционираат тогаш заробените институции. Што се случи? Дали ја изневеривте револуцијата или вие бевте изневерени во тој процес? Прво кој те кажеш фотелја, многу јако звучи фотелја, пошто не знам дали седнав во фотелја на уопште. Види, јас влегов во таа прича, да кажам, многу наивно, меѓутоа, додека трае протестите, се запознав со многу луѓе кои што беа вклучени од страна на опозицијата, никогаш не сум бил партиски член на било која партија, каде што јас ги посочив дека они немаат никаква стратегија за развој на туризмот, нешто што е моја експертиза. И така спонтано на тие протести се случи некоја комуникација каде што јас после што стана министар за финансии со Драган Тевдовски, кој што ја планираше таа програма на Социјалдемократскиот сојуз, седнавме на кафе, разговаравме и он ми каже може ли да спремиме нешто? Викам, не, кажи ми ти во кој формат, јас ќе ви спремам, што ви треба за вие да размислувате туризма, да го вметнете некако во програмата ваша. И тоа така заврши, поминаа неколку месеци, тоа поминало кај нив, се изгласало и слично. И потоа они ме викнаа да разговараме. Ја викам, дечки, викам, мене не ви треба вработување. Значи, јас сакам туризмот да биде да има внимание во нареднава влада, пошто претходно беше многу катастрофално планиран и воден. И искрено јас се изненадив од кога ми ја понудија и позицијата. И јас апсолутно, мојот услов беше да има политичка волја за тоа да го направим. Мене апсолутно не требаше седење на фотелја, никакво. И јас, како што кажи ти, јас таму издржав некои 6-7 месеци, мене ме разрешија за патување со бизнис, за бизнис карта авионска, која што јас уопште мојата институција не ја набавува таа карта. Значи, таа карта ја набавува сектор за општи заеднички работи, нешто што подоцна искочи во јавноста. Не знам дали пратевте тоа, имаше доста дека големи, нели, како да кажем, дека има корупција голема и во тие тендери за набавување на тие авионски карти и слично, а не е дека ја не лета в бизнес класа, меѓутоа тоа беше лет од 17,5 сати на светски самит, каде што се подразбира дека бизнес не значи прва класа, бизнес значи да има место за да можеш да одспиеш, за да стигнеш на одредено место да бидеш свеж, затоа што ја представуваш државата. Не се. Оно од царината револуција што јас го продолжив да го правам, нели, ние се боревме за непартизирани, професионализирани институции. Јас тоа продолжив да го правам и кога влегов како директор на Агенцијата за туризам. Меѓутоа, како да ви кажем, јавна администрација е такво чудовиште што прво, за да вие имате некаков успех, треба да имате многу силна позадина. Значи, мене сите како се викаше, ме тапша по рамо, како Александар, супер, ти терај со твоите идеали, а од друга страна, јас кога не сакав да правам компромис за вработување или за некакви други нешто слично сега што се случи со како се викаше, примеров сега што беше со Стојко беше? Стојко Пауновски, да, директорот на пазарен инспекторат. Нешто многу слично имав од повеќе аспекти и мене мислам малце повеќе да разбереш што се случи. Јас бев разрешен не ради бизнес карта или за нешто, бев разрешен затоа што знаеш, не бев послушен директор. Значи не слушав тоа што треба, не го правев тоа што они очекуваа јас да го правам и тоа што не сакав да исполнувам желби на, како да кажам, на партиски миленичиња. Буквално кај мене доаѓаат, ја на состанок ги зборам дечки пред сите, значи сите вработени 35 луѓе седиме од агенцијата, ние дискутираме, викам дечки, мене дојдете да ми кажете ако треба нешто, а мене после ме викаат пратеници, седнувам на кафење, на ручеци за да ми бараат услуги и да исполнуваме желби на некој вработен што апсолутно не се работи работата, што сака нова канцеларија, што сака да се премести не знам каде, што сака да патува или ме сваѓате X
слични желби. И јас уопште мислам, мојата одлука беше, иако можеби наивно од една страна ако се гледа, мојата одлука беше дека јас ќе терам јас како што знам и дека нема да правам компромис за работи за кои што не сметам дека треба да се прави компромис. И јас апсолутно со истиот став сум и денеска. Значи, јас сега јавно го поддржав и Стојко Пауновски во ова што се случуваше, затоа што јас стварно мислам дека не може, вие ако поставувате човек, дали е директор, дали е министар, дали што, вие не може вие да му кажувате како он треба да работи. За да има резултати. Ние чекаме резултати. Туризмот сега е во полоша состојба од времето на ВМРО. Искрено ви кажувам, за жал. Значи да нема некои донаторски проекти кои што некако го третираат туризмот, ние немаме ништо, значи оставене на волер. Како биде, спасувајте се кој знае. Али Александар, од сегашна перспектива, сега има партиски човек во агенцијата кој што ниту медиумите, ниту некој не го дира во последниве 3 години. Не се гледаат резултати. А Александар кога работеше и кога не седна на фотелјот што беше 24 сати на 300 страни за да нешто направи, тоа не чинеше. И тоа е. Добро, мора да се признае дека еве овие граѓански активисти кои влегоа во дали во извршната власт, дали во некои од агенциите на власта, беа под одредена лупа, да речам, малку поголемо внимание беше посветувано на тоа што тие прават во владата наместо другите, но еве сакам да ве прашам уште нешто. Дали од сегашна перспектива би го сторили истото? Би се нафатили ли пак да влезете во влада, знаејќи како се одвиваше во меѓувреме? Криво ли вие што влеговте во агенцијата? Не ми е криво, меѓутоа од овој аспект можеби уште, како да кажам, можеби не би направил такво нешто, затоа што едноставно, знаете, прогресивната мисла ниту во оваа влада не поминува. И за мене губење на време е, ако некој што сака стварно нешто да постигне и да донесе резултати и да направи нешто, значи, а не само вработување или седење на фотелја, значи, ако има цел, јас влевав тамо со одредена цел и со идеја, како тоа да го направам во еден мандат, мислам дека тоа моментално како што стоат работите е губење време. Со мали исклучоци, некои. Така да, јас од овој аспект мислам дека не би ги губел ни тие 6-7 месеци или нешто такво, и тоа ми е многу криво, само што да кажам, тоа ми е многу криво, затоа што јас сметам дека со примери како со мене и со слични, значи се убива желбата кај луѓе кои што сакаат вистински да превземат нешто, не само да критикуваат на социјални медиуми, него вистински да влезат во оганот, што се вика, за да направат нешто. А имаме такви луѓе кои што се способни, кои што се спремни, имаат желба, капацитет да променат нешто, и мислам дека со тоа целата држава наша, целото општество губи многу, што овие луѓе со вакви примери се обесхрабруваат. И јас тоа што го застапував секогаш предходно години наназад пред моите пријатели, познаници и слично, мене ми се врати и ми рекоа: Донев, сега што се случи? Еве ти цело време викаш ние треба да се вклучиме, и што ти се вклучи, видиш што ти се случи. И мене тоа ми е најкриво, тоа е најголемата загуба, не ради мене лично или нешто. Тоа на страна го тргаме. Најголемата загуба за сите нас што ги губиме тие квалитетни луѓе кои што навистина може да направат разлика. Јасно. Боријан, да продолжам со вас сега. Настрана пандемијата, која секако имаше своја голема улога, последниве години од време на време се појавуваат некакви протести, но тие или немаат доволно поддршка, или пак можеби имаат некаква партиска позадина. Верувам дека и вие лично сте сретнале познаници или пак сте прочитале некои ставови по социјалните мрежи за разочарани луѓе кои тврдат дека повеќе веќе не сакаат да излегуваат на улица и дека им е преку глава од протестирање, разочарани од тоа што се случува во општеството, без некоја верба дека можат да направат промена. Кој е вашиот став? Дали оно искрен, наивен активизам замре во овие последни години и колку е опасна една таква состојба на апатија кај обичниот граѓанин?
Па, за да го адресирам ова, би се навратил на предходните двајца гости во оваа виртуелна емисија и би се сложил до некаде и со Ирена. Знаете, ајде за да разбереме зашто сега нема таков интензитет на активизам, треба да земеме предвид дека настаните и иницијативите за кои зборуваме пред се шарената револуција се одвива во момент на апсолутна заробеност на државата и институции. Тоа што Ирена го вели, немаше начин како да се искомуницира со институциите и институциите не работеа за граѓаните и за јавниот интерес, туку работеа за задржување на врхушката на власт. И сега во тој контекст на заробеност на државата, деломно мислам дека и успешна беше шарената револуција, затоа што го демонополизираше таа централизираност на моќта. А од друга страна, во поширока смисла, тоа демонополизирање на моќта не донесе промена на непишаните правила на игра во политиката, туку продолжи во помала мера, но како поминува времето, тоа се повеќе и повеќе ќе се зголемува, продолжи теркот на партизација на институции, партиска послушност и лојалност пред идеи, ентузијазам, она што Александар го илустрираше добро, професионализам и така натаму. И сега ние сме во една ситуација, еве јас сам се прашувам зошто сега не протестирам. Не верувам дека луѓето сега денес не би излегле повторно на улица, но постојат и не мислам дека се намали во голема мера интензитетот на активизмот, само што тој активизам сега не е онаков како што беше тогаш. Бидејќи тогаш проблемот беше поголем и активизмот беше имаше поголем интензитет. Сега сепак постојат начини на кои ние гледаме да ја држиме власта отчетна. Нормално тоа не е идеално, но иако постои големо разочарување од кај многумина, сепак мислам дека шарената револуција беше едно добро учење на демократијата и практикување на демократијата со сите своји позитивни и негативни страни и разочарување. И мислам дека од тоа се изроди еден потенцијал кој и понатаму ќе ги држи политичарите и институциите отчетни и ќе ги потсетува зашто се тие тука, дека тие се тука за граѓаните. И тука уште едно, иако е тешко во денешни услови да се биде оптимист, би додал уште нешто. Во изминативе години забележлив еден тренд кај што многумина млади луѓе кои не се иселуваат се вработуваат во индустрии кои се целосно независни од политиката. Или работат како фриленсери, или работат во меѓународни компании кои аутсорсираат за странство и така натаму. И тие луѓе се многу по економски, а со тоа и политички независни од своите родители. И тоа мислам дека во перспектива на наредниве, да речеме, 10 години, ќе отвори можност за уште по активна граѓанска контрола врз власта, затоа што тие луѓе се независни, тие луѓе кои заработуваат надпросечна плата од странство, а живеат овде, немаат потреба од партиска или политичка определба, не мора да бидат лојални, не мора да се плашат дали ќе излезат или нема да излезат на протест, дали ќе добијат хонорар од владата или нема да добијат. И тие луѓе сега потенцијалот нивен треба да се искористи за да имаме
вистинско граѓанско општество независно од државата. Затоа што тоа зависи и од економската благосостојба на луѓето. И како ќе се подобрува економската благосостојба, како ќе се намалува улогата на државата како вработувач, како ќе се намалува улогата на типичните балкански македонски газди во угнетување на своите вработени. Овде сега зборам и за приватниот сектор, покажување што смеат, што не смеат да прават вработените. Како сето тоа ќе се намалува, така ќе се зголемува потенцијалот за граѓански активизам. Ирена, немал дел од поранешните гласни активисти, учесници на шарената револуција, меѓутоа и на други движења, денес изгледаат барем далеку потивки во критиките за некои од грешките, некои од скандалите, некои од сомнежите за корупција на оваа актуелна влада. Верувам дека и вие сте ги слушнали или до вас допреле оние обвинувања или сомнежи во јавноста дека тоа покажува дека мотивите за протестирањето не беа баш идеали, туку биле партиски интереси, доаѓање на функција, моќ, власт. Кој е вашиот одговор на овие вакви сомнежи по се ова што гледаме изминативе 5 години? Значи, види, првично мора да разграничиме дека од шарена револуција 6 души станаа директори или некакви, мислам, тоа не е некаква бројка со која што можеме да се разфрламе сега дека на база на тоа ние сме ги немале вистинските идеали. Значи, оно што е многу битно, што шарена револуција, знам дека и беше цел тоа, меѓутоа на некој начин не успеа да го смени, од идеалите на улица во политичките партии да влезат идеалите. Знаеш, да не е ни толку баук да си поставен од политичка партија на одредена функција, затоа што ти веруваш во идеалите на таа политичка партија. Тоа ни двете партии мислам, како да кажам, не се ни на нулта точка за да го остварат тоа, мислам, немаат ни прв елементарен чекор. Сакам да кажам дека идејата зад шарена револуција не беше тие 6 души да направат сега нешто од животот и ние другите да не знам да сме некакви мажуретки позади. Поентата беше да се префрли политичкиот активизам, да не биде нешто од кое што луѓето се плашат, туку да биде платформа со која што може да донесеме одредена промена. И ние никој од шарена револуција, мислам сега, не знам за никој, ама генерално тие луѓе со кои што јас комуницирав, никој не се плашеше од функција и никој не викаше јас сум тука за да станам пратен или за да станам директор, сигурно и со Донев така. Значи, само да кажам дека сите го разбирам Донев и апсолутно се согласувам со него, дека демотивирачки све што се случува од шарена револуција наваму е демотивирачки за луѓето кои што реално сакаат да променат нешто. Значи, сам да кажам дека дури и матрицата е малце поинаку поставена, знаеш, ако си протестирал, дали си протестирал заради функција? Не, си протестирал заради тоа што си имал идеали одредени и си прифатил функција заради тоа што си мислел дека нешто ќе направиш. Јас сега не зборам конкретно за сите, да ги бранам, значи чисто зборам за начинот на поставување, еве за мојата елементарна логика. Значи, хипотетички кога не знам, така за 5-20 години, не знам, би станала јас директор, не би било тоа врз основа на тоа што јас сум се уклучила во партија. Не, туку партијата ми се уклучила мене. Знаеш, тоа е битно, затоа што луѓе ги водат институциите, не ги води некој членска карта, не знам, 4527 од СДС или од ВМРО. Знаеш, сам да кажам дека треба малце да ги разграничиме работите во однос на онаа партиската конотација. Барем според мене дека партиите се апсолутно виновни затоа што тотално се контекстуализираат во еден најнегативен контекст, да ти имаш не знам претседателски избори пред неколку години и да врвот на продажната точка е дека двајцата кандидати не се партиски и се независни. Ме разбираш, мислам, сам да кажам која е поголемата анатема која што партиите ја прифаќаат за себе си, чим нудат таква карта за продажба, ме разбираш? Значи, сам да кажам дека
од старт е утната таму работата. Значи тотално е промашена работата и мислам дека бидејќи партиите не се освестуваат, мислам дека граѓаните треба полека матрицата да ја вртат, да конкретизираат име и презиме во однос на виновни луѓе и да бараат од политичките партии идеологија, зашто не можеме ние вака кој е побогат, кој е посилен да си играме. Во политиката генерално, јас сум уметник, знам, уметност не може без идеали. Политика не може исто без идеали, затоа што ти нешто мораш да веруваш. Не е муабетот само вработи ти луѓе, па ќе те поддржуваат. Не, вистинската политика, вистинските и револуции и промени се случуваат кога многу луѓе веруваат во нешто што не е материјално, веруваат во некаква идеја, во нешто што може да им го направи нив животот подобар. Така што сега кога збориме за овие луѓе во што се после Шарена што беа по функции, суштина од нив се сега останати по функции. Не, ама Ирена, знаеш што ако грешам, ама нула, мислам. Не мислев само на тие што имаат некакви функции, туку мислев и на оние што биле гласни претходно, а кои што сега кога се случуваат некакви скандали, не знам, се случуваат секој ден нешто, сега се малку потивки за тие работи на социјални мрежи. Ако претходно се повикувало на протести, на бунт за некоја работа. Така се разграничуваат кои биле таму преку СДММ, преку, не знам, одредени организации партиски и кои биле таму како граѓани. Значи, тие што се сега гласни, се истите луѓе што тогаш беа гласни, знаеш. Ама тие што сега се тивки, тие луѓе се поврзани со организациите на самата партија и тие сега и е нереално да очекуваш да се, мислам, во ваква некаква конотација, е нереално да очекуваш од одредени луѓе да се гласни така како што биле тогаш. Али реално јас го немам тој впечаток сега, бидејќи јас ги знам точно кои беа од граѓани, кои беа од организации и кои беа од партија, ме разбираш? Сега реално луѓето што сум очекувала да не престанат да интервенираат во односно да коментираат и да се обидуваат да поправаат потези на власта, се уште се гласни. Тие луѓе кои што сум знаела дека на некој начин ќе се конформираат во новата состојба и тие луѓе сам да кажам дека тоа е предвидливо, мислам беше предвидливо и тогаш. Александар, и со тебе би сакал ова прашање, но на малку поинаков начин ќе го поставам. И сега, како и во времето на претходната власт, пак постојат оние табори на социјални мрежи, само што сега некако како да ги заменија улогите. Тие кои претходно напаѓаа, сега повеќе бранат, а тие кои што тогаш бранеа, сега ја напаѓаат власта. Еве ме интересира дали вие забележувате промена во однос на некои од луѓето со кои што можеби сте протестирале заедно, сте чекореле по улиците, гледате ли дека они се смениле или не знам, можеби е погрешна перцепцијата? Да, види, јас лично од моето обкружување и луѓе што ги познавам или што сум ги запознал за време на Шарена револуција и кои што ги пратам, ги гледам со социјални медиуми, се иако бевме во пандемија, меѓутоа гледаме што се случува. Имам различни примери, знаеш, имам познаници кои што ги викаме ние тендер друштва, знаеш, си влегува по тендери, си бркаат тендери, сега сите се тивки и си бркаат бизнис, исто како што имавме тендер друштва и во времето на ВМРО, ништо различно, значи битно е само да фатиме некој тендерче. И тие се апсолутно тивки и нигде ги нема, нели? Све е супер сега, ние живееме, дојде живот, така. Има луѓе кои што јас се ставам можеби делумно во тој, како да кажем, во тој тип на луѓе што можеби се изморени некако од све тоа, пошто беа присутни со години и слично, еве тргам само од себе, знаеш, сега гледам да бидам конкретно намо кај што навистина можем да направам промена. И ја продолжувам да работам во туризмот на регионално ниво, меѓутоа и кај нас исто. И тамо каде што знаеш сум потребен и каде што навистина можем да направам разлика и би бил исто знаеш, некако така. Кај мене стивна малца тоа,
Меѓутоа, кај мене малце и искрено и свесно се дистанцирам и од многу работи кои сакам да кажам, затоа што јас сериозно бев и дискредитиран од страна на владата со тоа што се случи кај мене, пошто јас јавно они ме нападна, бев линчуван јавно и од нив, и од многу учесници, и од мои пријатели, значи по социјални медиуми и слично, што за мене беше искрено големо разочарување, затоа што јас ги донесов тие идеали и тоа што пред малце Ирена го каже, јас се сложувам, значи не треба ние да очекуваме дека и да мислиме дека ако тој сега бил на улица и протестирал, дека мене баш ми е драго што поише луѓе да влезат по институцииве и во партии и на било каде, за да ако ги задржат тие идеали кои што ние ги имаме. Мислам дека меѓутоа тоа не се случи и тоа што Ирена кажа, ја не знам сега од сите што влеговме некако што ги продолжиме тие идеали, никој не е веќе по институциите, сите си отидоа. И за мене тоа пораз, значи тоа не е окей. Мислам дека требаше да биде обратно. Требаше што повеќе луѓе да се охрабрат со тие идеали и слични да влегуваат, да прават промени, да го менуваме системот и слично. И сега тука мора да спомнам и за оние, тоа е најголемата група на луѓе, ако може да, вака од моја перцепција, тие кои што претходно им било страф да критикуваат, да зборат. И сега одеднаш кога нели ние збориме за време кога на вистина не само што беа заробени институциите, меѓутоа имаше сериозни закани. Значи ја лично имав заштита и од холандската амбасадорка, американската амбасадор во времето на протестирам. Значи, каде што ние имавме закани по живот, каде што нас не чекаа комбиња и не пратеа луѓе во цивилка 24 сати. Значи, ние збориме од време каде што беше на луѓето им беше страв да кажат нешто и сега одеднаш, затоа што на тоа поле има огромен напредок. Сега слободно се критикува, слободно се разговара. И тоа е заслуга на нешто за кое што се боревме толку многу време, толку многу луѓе. Тоа е заслуга на години поминати во протести и во граѓански активизам, да кажем. И така да сега тие луѓе што биле тивки, знаеш, или се гласно критикуваат, пошто сега они тоа може да го прават слободно, што е супер, или тие што, знаеш, има и еден дел од луѓе кои што ти викаат, ви кажав ја, ништо вие нема да направите, пак исти. Дојдоа пак. Знаеш, за да се извадат за тоа што они ништо не правеле, али еве пак ништо не прават, пошто сите се исти. Знаеш, мислам, и сега тоа, окей, ја најчесто не ни влагам у такви напади, окей, како мислиш така, окей се све. Меѓутоа, еве, јас преска ти кажав, пред да збориме, една папка една што се вика протестирам, само да ти прочитам, значи, вака само идам кроз документите, значи што бараме, продолжуваме протести. Значи ние сме имале конкретни барања. Значи ние не протестиравме, значи ние знаевме што бараме. Полномошно за адвокатско друштво Давидович и Јанковиќ ме застапуваат за проблеми што ги имаме така. Предлог за итни демократски реформи, така. Огледало на владата, учество на јавноста во процеси на подготовка на закони, извештаи за следење на ризици, корупција, организиран криминал, следење на врска меѓу корупција и организиран криминал, документи за јавни политики, Corruption Assessment Report, извештај за овозможување околина за развој на граѓанско општество на Македонија, Civil Society Index for Macedonија, прирачник за партиципативно буџетирање. Знаеш, ова се реализирано од тоа. Не само ти нафрлам, мислам, тоа се години време од иницијативи, од луѓе вклучени, од нели институции вклучени, не наши институции, меѓутоа меѓународни институции, донатори кои што помагале во овој процес и кои што јас сметам... се пошегував дека овие работи се актуелни до ден денеска, истиве што ги читаше буквално од партиципативната револуција преку транспарентност и корупција, истите работи до ден денес се актуелни. Значи, да, и ние според, например, според Transparency International сме на 111 место, најлоше до сега во перцепција за корупцијата. Меѓутоа, не значи дека сега има поише корупција. Сега има апсолутно многу корупција. Меѓутоа, претходно перцепцијата која сега е поголема перцепцијата, може да видиме што се случува. Значи не е ко претходно ние граѓаните не ни гледаа што се случува. Беше страв да зборат.
И една од улогите на шарена револуција беше тоа. Од многу аспекти е успешна. Меѓутоа не беше шарена револуција и све што се случуваше дека ние со тоа ќе ги решиме сите проблеми и одеднаш ка ние преку ноќ ќе станеме, не знам, Шведска. Јасно. Меѓутоа отвори многу и тоа што Боријан го кажа, значи го зголеми потенцијалот за граѓанскиот активизам во иднина. И сега како ќе го искористиме до нас? Боријан, моментално главното упориште, би рекол, на критиките и на активизмот некој кај граѓаните се социјалните мрежи. Таму се најмногу има собирање околу некакви заеднички интереси, одбрана на некакви заеднички интереси, но колку еве тој активизам на Facebook и на Twitter и на други социјални мрежи може да го замени оној притисок кој што би дошол преку протести, преку улицата и слично. Добро, социјалните мрежи исто како и улицата се дел од методите, не е дека само тоа е начин да се изврши притисок и да се потсетува власта зашто е таму и за кого е таму. Јас лично не сум голем, се помалце и помалце имам доверба во социјалните мрежи во смисла на како алатка која може да работи за јавното добро. Пред некои десетина години се сеќавам уште како студент пишував една анализа за влијанието на социјални мрежи врз граѓански движења и протести. Тогаш бев голем оптимист, тоа беше арапска пролет, време и така натаму. Во меѓувреме, нели, дека ги демонополизира каналите за комуникација, отвара можност луѓето да чујат и некоја различна слика за тоа што се случува од таа што е на, да речеме, воспоставените канали за комуникација, медиуми традиционални, кои најчесто во недемократски држави нели се провладени, се алатки за пропаганда и така натаму. И тогаш, нели, идејата беше, ете сега, се демонополизираат информациите, се отвара можност за луѓето и сами да бидат креатори на содржина и со тоа да влијат врз општествени политички текови. Со тек на време се види дека тоа не е баш така, туку дека социјалните мрежи се големи расадници на лажни информации, на лажни вести, на говор на омраза и дека се всушност многу податливи за манипулација од истите тие елити кои генерално сакаат да имаат контрола и врз традиционалните медиуми. Само што овде на еден многу по-нетранспарентен и нов начин, нејасен за сите, се наоѓаат начини како да се влијае, што преку нели фейк профили на Twitter, на Facebook и така натаму, но и преку разни портали кои преку ноќ никнуваат и после ги снемува и така натаму. И практично излезе дека целиот тој свет на онлайн медиуми и и која е границата меѓу социјални медиуми и онлайн медиуми, нели, да тие немаат редакција. И сега тоа е од една страна добро што нема редакција, пошто нема да има цензура, од друга страна треба да има некакво уредување. Ако нема уредување на што оди во јавниот простор, што не оди, нема факт-чекинг, ако нема нели проверка на факти и така натаму, оди у една друга крајност целиот тој свет на социјалните мрежи. И сега денес мислам дека ние стварно не само како во Македонија најмал проблем, целиот свет е во една фаза преодна кај што се почнува да се регулира тој свет. Така што конкретно за Македонија што да кажам, мислам дека во моментов повеќе штета прави за јавниот интерес социјалните медиуми отколку добро.
да не правиме муавет сега за време на пандемија, па сите може дезинформации кои излегува поврзани прво со дали постои вирусот или не постои, значи сите тие небулози, глупости, па сега за вакцините и така натаму. Значи, на еден начин, колку и да е добра, затоа што е хоризонтална архитектурата на социјалните мрежи, толку е и опасност за демократските процеси и на крај опасност за автентичен граѓански активизам. Боријан, гледате ли во иднина нешто што би можело да се случи, што повторно би ги извадило граѓаните на улица? Што треба да се случи? Па не, видете, значи сега ние кога гледаме за граѓански активизам, не мора да гледаме само на излегување на улица. Или, не знам, онлайн петиција, значи има, тоа се дел од алатките. Граѓански активизам е и ова што прават сега истражувачка репортерска мрежа со документарецов редакција. Значи, тоа е голем отварање на некои табу теми, кај што има големи корупцијски сделки кои директно влијаат врз многумина и врз јавниот интерес. Значи, постојат различни начини како да се влијае и како да се ограничи коруптивноста на власта, која и таа да е. Значи, гледам потенцијал и тоа гледам потенцијал за активизам поврзан со борба против урбана мафија, борба против загадување. Кај нас, за разлика од соседните држави, немаше голема борба против мали хидроелектрани, но тука исто има потенцијал и мислам дека тие рудниците, тие проблеми поврзани со животната средина се мобилизирачки за секого. И за ВМРО-вец, и за СДСМ-овец, и за неутралец, секој му е грижа за... А тука капиталот е версус луѓето најчесто. И сега тука мислам дека постои потенцијал, не само за излегување на улица, постои потенцијал за граѓански листи на локални избори, постои потенцијал за... Не велам сега ние дека ќе најдеме трета опција политички, мислам дека тоа не е многу возможност со нашиот изборен модел и со мултикултурноста што ја имаме и така натаму, кај нас дуи е трета опција, но постои можност за влијање директно во процесите на политичко одлучување на локално ниво пред се, на нешто слично што се случи во Загреб со Можемо, иако тоа е нешто што е далеку сега за нас, да дојде градоначалник од граѓанско движење да произлезе градоначалник на главен град, но советници во клучни општини кои ќе стават вето на штетни дупови и така натаму, мислам дека тоа е еден потенцијал кој може да кај што треба да се движи. Ирена, еве последен круг на прашања. Сакам да ве прашам за тоа што еден, например, од главните слогани на шарената револуција беше "Нема правда, нема мир". Како се чувствувате вие и како се чувствувавте кога ги слушавте сите оние вести за бегањето на Груевски од правдата, функционери, соработници на претходната власт на кои им застаруваат дела, ослободителни пресуди, нели? Сега последно имаше и пред некое време луѓе кои тогаш повикуваа на ноќ на ножеви во наводници, кои што се некакви советници сега или биле предложени за советници во министерствата. Како вие, како некој кој се бореше против тоа, се чувствувате кога ќе отворите интернет портал или вестник или на телевизија кога ќе слушнете една ваква вест? Лошо, многу лошо, затоа што на некој начин ние граѓаните што бевме надвор од секакви партиски математики во шарена револуција, сепак заедно протестиравме со Социјалдемократски сојуз и со што многу други партии кои што одлучија да се уклучат во шарена револуција. И сега
Тоа е како некој соборец, без разлика дали бил од партија или не, да не ги исполнил идеалите. Значи, во суштина, тука е најголемиот проблем, според мене. Тоа не е разочарување од шарена револуција, тоа е разочарување од што се случи после шарена револуција. Значи, тоа треба да се дистанцираат тие два моменти. Во суштина нема некоја посебна филозофија овде. Значи, реално правдата во Македонија не можам да кажам дека толку дрско не се почитува како претходно. Меѓутоа, ни од близко не е тоа нити што е ветувано, нити што е очекувано. Зашто ние не се боревме за малце да има правда. Не, ние се да има правда. Значи, во суштина, малце да нема правда е неправда. Не може не се мери тоа со кила, со грамови, туку просто немаме систем, нема воспоставено државата систем. Пејсом Јалков, значи, цела држава се крена, човекот спиел, ме разбија, мислам, температура имал. Глупости се тоа. Сакам да кажам дека тие се некои работи што се случуваат во позадина, кои што после тоа се преведуваат за да можеме ние граѓаните да ги изџвакаме некако. Значи, тоа се други договори, некои кои што на некој начин немаме, нити ние ги знаеме правилата, нити се доволно транспарентни и никако не би ги одобрувале, знаеш. И генерално мислам дека иако не можам да кажам, иако не можам сега како размислувам на таа тема, значи ние го имаме Орце Камчев во притвор, го имаме сега во моментов Сашо Мијалков во притвор. Тоа е нешто што остај тоа што сме не можеле да го замислиме пред 5 години, туку тоа е на некаков начин ослободување од го имаме Рашковски како бивши функционер во притвор. На некој начин е ослободување на тие стеги во смисла на тоа дека се случуваат работи кои што претходно не сме можеле да ги замислиме. Дали е тоа задоволување на правдата во целост? Не е задоволување. Трошки, тоа се трошки. Не, тоа се чекори. Не можам да кажам дека се трошки. Не, јас не мислам дека се трошки. Меѓутоа, поентата ми е дека тие се што е клучот? Што мислам дека е клучот кога збориме за правда? Збориме за институциите да истражуваат. Значи, они да бараат корупција, да ја наоѓаат корупцијата и да ја вадат во јавност, да ги казнуваат луѓето. Ние во моментов се соочуваме со некаква реактивна правда. Значи, ако некој некаде извади нешто, тогаш се покренува и обвинителство и све, и најверојатно тогаш тој човек ќе го јаде во условно кажано. Не се трошки. Сашо Мијалков во затвор не е трошка. Орце Камчев, тоа е мислам, еден од највлијателните олигарси, он и приватен сектор и држави и све мање више може да се притвор и после колку години, после испрани сите бизнеси, свртано све што треба, после толку години, они се во притвор, не се осудени. Така е, не. Ако не е осуден Мијалков. Мијалков е осуден, да. На колку е осуден Мијалков? 12 години, колку? Така нешто. Силно осуден. Да. Само не е да. Апелација. Не е правосилно, сега на апелација треба. На апелација сега. Зборот ми е дека дали сега одлучуваат дали да го пуштат за да се брани од слобода за 4 или колку милиони евра вакво да. Ама неколку случаи има он. Само тоа, неколку случаи има. А плюс оваа што е 12 години не е правосилна, не е потврдена од апелација. Тоа кажам, после толку години дека мене искрено тоа ми се трошки за она што ние се боревме. Не, знаеш што е муабетот? Трошки имаш печаток, тоа е голема работа. Значи не може да го минимизираме тоа, jer ако го минимизираме тоа, ќе ја изместиме вредноста, што значи помак, што значи останување во место, знаеш. Мислам само дека треба да се создаде системот себе да функционира, да не треба, не знам, нормално на новинари има работа да отвараат коруптивни скандали, меѓутоа не може само ако новинар отвори скандал да има случај, знаеш, мора обвинителство само да работи, мора полиција сама да работи, мора да некако од внатре да се решаваат работите, да не решавање на голем скандал инцидент. Значи ние имаме дека јасно е дека ние имаме голем и различна корупција, значи од урбана мафија, советнички
еве гелектен секна влада и така натаму. Значи ние имаме она како се вика варајати на скандали. Реално ние треба на некој начин зашто Што се случува, не се случува. Ја мислам дека нешто е со интернетов има некој проблем. Аха, добро, сега се среди, све окей сега. Претходно кога јас беше на 6 пати. Малку сецкаш. Не, не се слушаат некои други гласови, се слушаат и редо. Не. Ако прислушкува некој. Валјда заврши тоа. Да, сакам да кажам дека реално веќе треба да почне организмот од внатре да се бори против тие да речеме клетки. Еве, да ги речеме. Да. Така што више не треба да биде реактивен како владата што е реактивна нели за све, што не му се свиѓа на некој нешто поменуваат. Значи не треба да биде реактивен, туку треба да биде проактивен. Значи тоа е проактивна правда, барање на правда, каде што ти ги знае зашто системот јасно е дека системот ги знае точните места каде цвика, каде пука онаа правдата, каде корупцијата лежи. Од советници до набавување на не знам одредени тендерски документи што збореше, тендерски еве пак се случува. Ме слушате? Не знам што е. Да, све е окей. Добро, окей. Значи ајде на самиот крај, сакам уште еден круг по 20 секунди секој. Александар, па Боријан, па Ирена да завршиме. Кога последен пат бевте на протест и што ќе ви извади следно на протест вас лично? Ме интересира. Александар. Јас последниот пат мислам дека бев за Водно. За гасоводот на Водно и бев неколку пати, не само еднашка и бев исто доста гласен за тоа, пошто мислам дека ја уништија планината што имаме тука од Скопје и видовме ништо не се случи со тоа, пошто тогаш оправдувањето беше дека нели нешто брзо ќе биде, па ништо не се случи. Мислам дека и вие пишувавте неколку пати за истото. И бев осудуван од многу така истомисленици од претходно, што сега ти протестираш, пак како викам да не протестирам, пак видиш што се случува. Така да тоа беше последен пат кога јас бев на протест. А што следно би извадило на улица? Па најверојатно некој од овие Боријан убаво ги посочи приоритетите кои се каде што околу кои што сите се спојуваме. Така да загадувањето, нели, еколошките моменти, да, здравиот живот, тоа што, нели. Меѓутоа едно нешто само да кажам за крај, што јас сметам дека е голем, значи нешто што не го постигнавме и што ова влада се уште го нема правено, што јас сметам дека е многу голем и битен чекор во насоката во која што треба да се движиме, тој е изборниот модел. Значи тоа е едно клучно прашање што го дискутиравме уште од претходно, што уште тогаш се даваше ветување, беше на сите приоритети, на прво место беше. Меѓутоа, кога нема, нели, кога нешто сака да направите, се наоѓа начин, кога нешто не сака да направите, се наоѓа оправдување, а ние слушаме само оправдување зашто не е направено. Сметам дека тоа е следен чекор што треба да се направи за многу работи да се откочат во блиска иднина. Боријан? Искрен да бидам, не можам да се сетам кога сум бил последен пат на протест, а би излегол за се што сум излегол и претходно, особено ако се почувствува безизлезност и ако се почувствува немање слух од страна на политичката и институционална поставеност во државата. Ирена, за крај? Мислам дека беше пред нешто година дена некој протест пред влада за воздух, нешто беше можда и поише од година, можда пред коронава ми се чини дека беше, ама непосредно пред короната. Исто еколошка тема беше нешто за чист воздух. Сега, што би ме извадило, види, во суштина јас сум истиот човек и генерално сите мање више од шарено сме истите луѓе, истите ствари можат да не извадат, само поентата е
што треба да се случи, значи мотивацијата е таа, ќе те извади тебе, значи неправда ќе ме извади, дефинитивно првично неправда ќе ме извади на улица, меѓутоа дали воопшто ќе се искреира улицата многу зависи од односот на институциите, како се однесува по тоа прашање. Се враќаме на почетокот сега оно што кажав, ако институциите, ако ти даваат чувство дека ти сепак можеш да комуницираш, значи и ван улица, да не ти треба улица за да го направиш тој притисок, веројатно и никад нема да се достигне тој левел на некаква потреба до тој степен да се нагази на одредено барање. Знаеш, мислам дека во моментот кога ќе почувствувам дека повторно институциите комуницираат еднонасочно, односно не ни дозволуваат двонасочна комуникација, мислам дека што и да се случува, тоа ќе ми биде мене шлагворт или кју, како го викаат, да искочам на улица. Ви благодарам на сите за учеството во ова денешна дискусија. На сите што не следевте, ви благодарам за вашето внимание. Пријатно до следната емисија Јасно и гласно.